Во СВР Скопје било пријавено дека во Скопје на булевар Гоце Делчев автобус на ЈСП движејќи се по булеварот излегол од коловозот во близина на клучката со улица Филип II Македонски. Еден патник од автобусот и возачот се пренесени во болница за укажување на помош, информираат од Министерството за внатрешни работи. Излезено е на местото на настанот од страна на полициски службеници од СВР Скопје. Со цел да се продолжи со редовното чистење и одржување на каналската мрежа на територија на општина Илинден и во 2024 година. Од страна на општина Илинден е донесен акционен план за чистење и одржување на каналската мрежа на територијата на општина Илинден за 2024 година, со дефинирани вкупно 22.900 метри во согласност годишната програма за чистење на каналската мрежа на АД Водостопанство Скопско поле, Скопје, и во согласност со потребите на граѓаните и правните субјекти на општина Илинден. Од страна на Водостопанството Скопско поле, Скопје во месец јануари е извршено масинско чистење на сисавец на главен канал во населеното место Илинден позади хотел Белви до влив во главен канал во должина од 1600 метри, чија вкупна должина изнесува 2000 метри. Исто така е извршено масинско чистење на секундарен канал Топлик во населба Илинден со вкупна должина 3500 метри. Општина Кисела Вода го започнува проектот за паметно улично осветлување. Се работи за инсталација на паметни светелки на територија на цела општина со нова технологија која има за цел паметно и штедливо управување со електричната енергија, објави градоначалникот Орце Ѓорѓевски. Голем пожар избувна во близина на индустријската зона Бунарџик, предизвикан или од екстремното топло време или од човекова рака. Има пожар над 500 метри од Скопската котлина кон Куманово во близина на индустријската зона Бунарџик и пругата Скопје-Куманово, стои во една од објавите на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во